Почитувани мои, еве овдека се наоѓам на самата река Зрновска, која што го дели селото Зрновци на два дела лево и десно, каде што тука покрај ова река се наоѓа и етно ресторанот Бохемија. Како што напоменав, дојдовме тука да направиме една нова репортажа, која што целта е на таа документарна репортажа да овај етно ресторан биде како дел од етно туризмот во Република Македонија, биде представен не само на македонската, не само во рамките на балканскава, не само во европскава, туку ширум светот, туристичка мапа, за да ова сето што го правиме биде пренесено на туристите да дојдат во Република Македонија, да дојдат овдека во Зрновци, да дојдат овдека во етно ресторанот Бохемија, да ги почувствуваат оние она убавина кој што на овој крај му ја дарила природата, а се разбира и да ги пробат вкусовите на етно храната кој што овдека во овој етно ресторан се послужува на гостите од памтивека па до ден денешен, преку оние стари на времето крчми, кафеани и бакали и бакалници, кои што таа традиционална храна и ден денеска ја има и може да се најде овдека во етно ресторанот Бохемија. Почитувани мои, продукцијата на Рио Филм 30 на години ги крстали нашите убави македонски села. Поточно речено, така народски да се изразам, ги посетува нашите етно села кои во она вистинска смисла на зборот. Пред се оние руралните, каде што кога човек ќе намени во овие наши рурални региони, каде што се распространи нашите убави села, ќе го види онај етно музеј на отворено. Почитувани мои, меѓутоа тие наши села не се само од руралниот карактер, односно од руралните региони, ние имаме наши убави македонски села и во така наречените урбани средини, како што е и селото Зрновци. Иако селото Зрновци е така да речем урбана, една средина на живење, но сепак овдека се наоѓа неколку етно комплекси кои што во тие етно комплекси ресторани кои што го имаат задржано она старата архаична оној стар архаичен начин на живење, се разбира и оној наш стар архаични македонски гурмански начин на живење. Ето тука наминавме, како што напоменав, во селото Зрновци, а пред се наминавме во етно ресторанот Бохемија, кој што се наоѓа во централниот дел на селото Зрновци, во жилишниот дел на селото Зрновци, покрај теченијето на реката Зрновка, поточно кажано во горното сливно подрачје, изворично подрачје на реката Зрновка. Почитувани мои, ова е етно ресторанот Бохемија.
Почитувани мои, како што напоменав, ќе одиме сега во ресторанот Бохемија, а таму ќе сето она што ќе биде снимено преку окото на камерата, на продукцијата Маријо филм. Се разбира под, така да речам, народски да се изразам, под аудио визуелна команда на снимателот на продукцијата Маријо филм. Виктор Костевски ќе биде преточено во овој документарен запис со работен наслов Етнотуризмот во Македонија, ресторан Бохемија. Почитувани мои, сето ова што ќе биде пренесено преку овој документарен запис во документарниот серијал Етнотуризмот во Република Македонија, а пред се така да речем, туризмот одека во Зрновци е пред се во етно-ресторанот Бохемија, го правиме се со цел да овој етно-ресторан и другите етно-ресторани во Република Македонија бидат пренесени и поставени на не само во македонскава, балканскава, туку ширум европскава туристичка мапа. Екотуризмот, познат и како зелен туризам, се однесува на патување кое е фокусирано на зачувување на природните и културните ресурси со минимално влијание врз животната средина. Оваа форма на туризам поттикнува одговорно однесување кај туристите, како и поддршка за локалните заедници. Во рамките на еко и одржливиот туризам, посетителите се охрабруваат да се поврзат со природата преку активности како што се пешачење, возење велосипед и посета на природни резервати. Една од клучните цели на екотуризмот е зачувување на природната средина. Ова се постигнува со намалување на потрошувачката на ресурси, заштита на биодиверзитетот и едукација на туристите за важноста на заштитата на животната средина. Например, одржливото патување може да вклучува посети на органски домаќинства и фарми, каде што туристите можат да учат за производството на органска храна и важноста на одржливиот живот. Покрај зачувувањето на животната средина, екотуризмот придонесува и за економскиот развој на локалните заедници. Со поддршка на локалните занаети и производи, туристите можат директно да влијаат на подобар животен стандард за жителите на руралните средини. Например, посетата на етно села им овозможува на туристите да учат за традиционалните занаети и обичаи, со што се поддржува зачувувањето на културното наследство. Преку овие практики, екотуризмот не само што го збогатува искуството на патникот, туку создава и платформа за позитивни промени во начинот на кој се однесуваме кон нашата планета. Затоа, екотуризмот се смета за една од најважните форми на туризам во светот денес, а воедно обезбедува можности за автентични искуства чувување на природното и културното наследство. Екотуризмот игра клучна улога во развојот на локалните заедници. Покрај тоа што придонесува за зачувување на природните и културните ресурси, оваа форма на туризам му овозможува на локалното население директно да се вклучи во туристичката индустрија. Ова вклучување може да биде преку обезбедување сместување, водење тури или продажба на локални производи. Посетата на најубавите села во Македонија не само што обезбедува автентично искуство за туристите, туку и ги поддржува локалните занаетчии и земјоделците.
Еден од најважните аспекти на екотуризмот е заштитата на биодиверзитетот. Преку развој на одржливи туристички практики, можно е да се намали негативното влијание врз екосистемите. Туристите се охрабруваат да учествуваат во активности како што се пешачење и возење велосипед, што им овозможува да истражуваат природни живеалишта без да ја нарушат својата равнотежа. Овие активности не само што промовираат здрав начин на живот, туку и ја подигнуваат свеста за важноста на зачувувањето на природната средина. Екотуризмот е одлична можност за едукација на посетителите за еколошките прашања и за одржливите практики. Туристите може да учествуваат во работилници и предавања кои се фокусираат на зачувување на природните ресурси и намалување на нивниот еколошки отпечаток. Например, посетата на руралните области дава можност да се научи за органското земјоделство и за техниките за зачувување на природата. Еден начин на кој екотуризмот ги поддржува локалните заедници е преку промоција на занаети и традиции. Посетителите можат да учат за традиционалните вештини и да учествуваат во работилници што ги одржуваат локалните занетчии. Овие активности не само што го збогатуваат туристичкото искуство, туку помагаат и во зачувувањето на нашето културно наследство. Кога ги посетуваат традиционалните македонски кујни, туристите можат да вкусат автентични јадења и да научат рецепти што се пренесуваат од генерација на генерација. Екотуризмот е мост помеѓу луѓето и природата, овозможувајќи им на посетителите да ја истражуваат убавината и разновидноста на светот околу нив на одржлив начин. Со промовирање и зачувување на животната средина, поддршка на локалните заедници и едукација за еколошки прашања, екотуризмот има потенцијал да ја обликува и днината на туризмот на еден позитивен начин. Посетителите кои го избираат овој вид патување не само што придонесуваат за зачувување на природата, туку добиваат и можност да доживеат автентични култури и традиции што ги збогатуваат нивните искуства. Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. По дишењето на загаден воздух во урбаната средина, белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења, нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте и нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија, нема очен притисок, нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот. Уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот
сето тоа го прават стресот целосно ништожен, односно стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, може би ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрасни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш, што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се на се, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото. Почитувани мои, сето ова што ќе биде пренесено преку овој документарен запис во документарниот серијал етнотуризмот во Република Македонија, а пред се етно, така да речем, туризмот одека во Зрновци е пред се во етно-ресторанот Бохемија, го правиме се со цел да овој етно-ресторан и другите етно-ресторани во Република Македонија бидат пренесени и поставени на не само во македонскава, балканскава, туку ширум европскава туристичка мапа.